Денеска се одбележаа 80 години од формирањето на Втората македонска народно-ослободителна ударна бригада. Свежо цеќе на споменбистата на нејзиниот прв командант Диме Туриманџовски Горски денеска положија представници од Сдруженијето на борци од Кавадарци и Сдруженијето на борци од Неготино, членови на советничката група на ВМРО ДПМН од Кавадарци, како и делегација на Музеј галеријата Кавадарци и делегација на Домот на културата Иван Мазов Климе. На присутните со пригоден говор им се обрати Марија Михова, кустос историчар. Денес, 20 декември, се одбележуваме значаен настан од поновата историја на македонскиот народ. 80 години од формирањето на Втората македонска народно-ослободителна бригада. Една од најзначајните и најборбените партизански единици од времето на НОБ и револуцијата 1941-1945 година, или уште се нарекува и Тиквешка бригада. Со одлука на главниот штаб на Народно-ослободителната војна на Македонија во Фуштани, Егејскиот дел од Македонија, од баталјоните Страшо Пинџур, вториот баталјон на третата оперативна зона и еден бугарски одред е формирана Втората македонска ударна бригада. Формиран е штаб на бригадата. За командант е назначен Диме Туриманџовски Горски, заменик командант Лазар Калајџиски Добри, политички комесар Трифун Трифунов Балкански и заменик политички комесар Мито Хаџивасилев Јасмин. При формирањето бригадата броела 350 борци. За време на февруарскиот поход, борците од Втората бригада, во содејство со Првата македонско-косовска бригада и група баталјони, преземаат долг и тежок поход во правец на Источна и Централна Македонија и по долината на реката Вардар. При тоа водела борби со германските и бугарските сили во Тиквешијата, Мегленско и Мариовско. Борците од оваа бригада извршиле успешни диверзантски дејства на железничката пруга Демиркапија-Гевгелија. По долгиот и напорен марш во должина од 300 км, бригадата се повлекла на слободна територија во Зборско. Во мај 1944 година бригадата водела значајни борби со бугарскиот окупатор кај селата Крњево и Радња против 600 бугарски војници. За одбележување е борбата што ја водат единиците на Втората македонска ударна бригада против озогласениот бугарски полициски баталјон Бенковски кај селото Страмашево, притоа нанесувајќи му голема загуба на непријателот. Во јули водени се борби кај селата Возарци, Дреново и Драдња. Во август 1944 година оваа бригада влегува во состав на Првата македонска дивизија. Во овој период најзначајни борби се водени кај село Којнско, каде биле заробени 34 бугарски војници. Во септември, Втората бригада го напаѓа железничкиот транспорт на пругата Гевгелија-Велес, учествува и во борбите кај Прилеп против германските единици од составот на групата армии Е, кои од Грција се повлекувале низ Македонија кон север. Во завршните операции за ослободувањето на Македонија, Втората бригада учествувала во борбите за ослободување на Прилеп и Кичево. Во средината на декември 1944 година, Втората бригада влегува во составот на 48 дивизија. Како дел од оваа дивизија учествувала во пробивот на Сремскиот фронт. Чистејќи го теренот од разбиените непријателски сили и домашни предавници, стигнува до целја Република Словенија. Бригадата имала свој бригаден весник Народна борба, а кој излегувал еднаш месечно и имал за цел да ги информира борците за состојбата на боиштата во земјата и светот. Текстовите во весникот ги пишувале Мито Хаџивасилев Јасмин, Венко Марковски, Петре Богданов Кочко, Киро Хаџивасилев и други. Во периодот од декември 1943 година до јуни 1944 година излегне вкупно 7 броја. Од своето формирање до конечното ослободување на Југославија, бригадата води повеќе од 200 успешни борби против фашистичкиот непријател. Низ сите овие борби, бригадата прераснала во ковач и носител на патриотизмот и љубовта спрема сите народи кои се бореле против најголемото зло на 20 век – фашизмот. Таа дала голем придонес во разгорувањето на вооруженото востание на територијата на цела Македонија. Одликувана е со орден Заслуги за народ со златна ѕвезда и орден Братство и единство со златна ѕвезда. Диме Туриманџовски Горски, бидејќи се наоѓаме овде пред неговата спомен биста, роден е на 8 ноември 1914 година во Кавадарци. Командант на Втора македонска ударна бригада. Потекнува од сиромашно семејство. Основно образование завршил во Кавадарци.
Бидејќи во Кавадарци немало гимназија, тој како одличен ученик добил стипендија и го продолжил своето образование во гимназијата во Крушевац, а потоа во Неготин крајна и Крагуевац. Во учебната 1932-1933 година добил државна стипендија и се запишал на Војната академија во Белград. По завршувањето на академијата се стекнал со чин подпоручник и бил испратен на работа во Битола во 1936-1937 година. Тури Манџовски е еден од првите школувани офицери кои зеле учество во Народно-ослободителната војна од 1941 до 1945 година. Во 1941 година, со почетокот на Втората светска војна, бил преместен во Штип. За време на окупацијата работи како председател на општина Бразда, Скопско. Во Скопје се поврзал со напредната интелигенција и многу брзо станал член на Комунистичката партија. На 2 август 1943 година со Панче Неделковски доаѓаат во Кавадарци, каде се вклучуваат во партизанскиот одред Добри Даскалов. Во одредот го добил партизанското име Горски. На 24 септември 1943 година, кога бил формиран партизанскиот батальон Страшо Пинџур, тој бил назначен за негов командант. На 20 декември 1943 година, кога е формирана Втората македонска бригада, е назначен за нејзин командант, во која бригадата е одликувана со орден заслуги за народ. Тој бил и делегат на првото заседание на АСНО. Тури Манџовски за време на Народно-ослободителната борба се истакнал со својата храброст и стручност. По војната е унапреден во чин на подполковник и е назначен за командант на град Скопје. Во месец октомври 1945 година, по наредба на главниот штаб на Југославија, Диме Тури Манџовски како подполковник, Панче Неделковски, полковник авијатичар и Стево Ташев, капетан на прва класа, требало да заменат за Советскиот сојуз во Москва на воено усовршување. Тие се наоѓале во Нови Сад, собирниот пункт каде имало околу 100 офицери од сите југословенски републики, па и од таму требало да заменат за Советскиот сојуз. Но на 11 октомври 1945 година, на првото одбележување на денот на народното востание на македонскиот народ, Диме со авион заменал од Нови Сад за Скопје со намера да присуствува на прославата на денот на востанието на македонскиот народ. Во близина на градот Краљево се случила авионска несреќа. Во авионската несреќа загинале Диме Тури Манџовски, Панче Неделковски и Стево Ташев. Неговата прерана смрт за секогаш го прекинала неговото воено усовршување. За негов уште поголем придонес за слободна Македонија. Живеел 31 година, а само 11 месеци во слободата на својата земја за која се борел од 1941 година па се до крајот на војната. Нека им е вечна славата.